во првата фудбалска лига триумфираше екипата на Ренова и го забележа својот најголем успех Ренова од Жепчиште како нов шампион на листата на освојувачи на трофеи во македонскиот фудбал. А сега ќе дознаеме нормално по одигнувањето на овој надпревар меѓу Работнички и Тетекс, која екипа ќе биде освојувач на националниот фудбалски куп. Забележувате нормално дека трибините на градскиот стадион до неодамна, а од пред една година националната фудбалска арена Филип II се реновираат и источната и западната, се повеќе личат на она што треба да биде финалниот производ, се разбира јужната, која што треба полека да го добие и изгледот на северната трибина. Инаку временските услови не се баш идеални, топло, спарно, онака како што ќе биде на светското фудбалско првенство во Јужна Африка, кое што започнува точно по 15 дена и кое што ексклузивно ќе го следите на програмите на македонската телевизија. Некаде 30 на степени Целзиусови во 16 часот на националната фудбалска арена Филип II. Покрај мене само да напоменам, Владко Костов, тренер на актуелниот шампион Ренова од Жепчиште и дел од стручниот штаб на Мирсат Јонус во најдобрата македонска фудбалска репрезентација. Костов, на почетокот на овој пренос, честитки за шампионската титула, ќе поразговаруваме за тоа нешто подоцна. Само да напоменам за гледачите кои што го следат ова финале, дека до пред неколку минути имавте тренинг со репрезентативците на Македонија. Да, прво ви благодарам за честитките. Мислам дека тоа е заслуга на сите нас во клубот, почнувајќи од играчите, стручни штаб, нормално раководството и сопствениците. И би спомнал и луѓето кои што ни дава поддршка. Вие како што кажавте пред 10-15 минути фактички ние го одработивме првиот тренинг со репрезентацијата и сега цела репрезентација овде присуствуваме на овој финален надпревар и се надеваме јас и сите овде присутни дека ќе бидеме сведоци на еден добар фудбалски надпревар. Да, видовме на почетокот Срđan Захариевски, веќе ветеран би рекол како капитен во екипата на Тетекс, еден од најтрофените македонски фудбалери, имаше и добра квалитетна меѓународна кариера, се врати повторно при крајот на својата фудбалска кариера во македонскиот фудбал и сега го предводи тимот на Тетекс како капитен во ова прво историско финале за тетовскиот клуб во македонскиот фудбалски куп. За Работнички само да напоменам, капитен е Раденко Бојовиќ, кој што ќе се обиде да му донесе на својот тим третпатен на подруго трофеј во купот. Да, јас само бих рекол кратко, значи Срđan Захариевски еден докажен играч на нашите простори. Мислам дека тој со своето однесување према боите на сегашниот клуб и према тренингот даде полн допринос во развојот на овој фудбалски клуб. Од оваа сезона, нормално тоа се работи за Бојовиќ, кој веќе константно игра неколку сезони. Мислам ова е потврда дека сепак ќе присуствуваме на еден квалитетен надпревар, иако рековте дека времето е малку спарно, тешко, меѓутоа мислам дека ќе има една убава фудбалска представа денес. Да, во очекување на првиот знак на судијата Владимир Кипријановски од Скопје, да ги споменеме составите. Со број 12 за екипата на Работнички, која е во црвени дресови, Кристијан Умовски, 4 Бојовиќ, 5 Димовски, 6 Божиновски, 7 Лопес, 8 Муарем, 14 Адем, 15 Фабио Силва, 16 Григоров, 19 Туневски, 22 Брањарчевски. Тренер на екипата е Зоран Стратев, има еден триумф со екипата на Цементарница во она незаборавно финале против екипата на Слога и го Магнат. Беше 4-4, се истори небото буквално во тој меч, меѓутоа тоа беше една прекрасна представа. Додека за екипата на Тетекс на голот е Марко Јовановски, број 4 Даниел Ивановски, 14 Белчев, 13 Ристевски, 17 капитенот Захариевски, 16 Пеев, 9 Радович, 20 Титва, Генц и Сени. Тренер на екипата е Тони Акимовски, еден доста истакнат македонски фудбалер кој што играше во неколку наши клубови со успех, а во оваа сезона го води составот на Тетекс. Други силни надпреварувања како што се Австрија, Холандија и така натаму, значи имаме состав на играчи кои што знаат што значи атмосферано, да го видиме само овој одбит на екипата на Работнички, така е, тоа беше најконкретното нешто до сега. Работнички беше и уште е клуб, значи за респект клуб, кој што е еден од брендовите во македонскиот фудбал, изворена шанса за... Да, еве сега голема шанса, немаше офсет. За Тетекс. И Сени премногу чекаше, мисля дека мораше да оди пред дриблинг со голманот да заврши акцијата. Сам да ја заврши акцијата, премногу отиде во десно. Го испомнавме... Еве, видовме реакцијата на Тони Акимовски, неверојатно.
краткосрочно го коментираме она што го следиме и нормално се информираме за актуелностите во македонскиот фудбал и репрезентацијата. Има многу интересни моменти во овој период во кој што практично е финиш на клупската сезона, но почеток на репрезентативната во циклусот квалификација. Костов реков во првото полувреме нешто подобар, односно поактивен противник беше Тетекс во првите 45 минути, работнички како да ги чуваше своите сили. Ќе видиме како ќе се одвијат работите во второто полувреме, но што може да очекуваме од овие две замени? Од овие две замени јас мислам дека Тетекс еве шанса за Тетекс и нема гол. Да, мислам дека Тетекс се одлучи на уште по отворено офанзивно, со влегувањето на Стојановски, значи фактички мислам дека Радоња Стојановски и Генци Сени ќе видат тие три шпица кои што ќе претат кон противничкиот гол. А овде на местото на Брначевски кој што морам да потенцирам. Да, пенал. Пенал има игра со рака, мислам дека беше тоа од Лопес, ако добро видов, по центаршутот на Захариевски. Да, Захариевски центар. Значи еве за неполна минута многу возбудување. Значи еве може да довршите мислата на овој принцип се однесува на овој што го гледам. Многу похрабро и во првото полувреме и сега почетокот со измената докажа дека сакат да победат Тетекс. Ова дојде можеби невнимание на одбраната, меѓутоа Тетекс покажа желба дека сака да го отвори овој надпревар со погода. Имаат ваква шанса. Измената инаку што е во работнички, јас се очекував дека ќе има измена, бидејќи Брњачевски и Муарем по странични позиции малку направија. Мислам дека со влегувањето на Сиковиќ ќе бидат поопасни во нападот. Захариевски има шанса да го отвори резултатот од пенал. Захариевски од противната страна голманот 1:0 води Тетекс и ова е оно што му недостасуваше на надпреварот. Само втора минута од второто полувреме, 47-та, Тетекс води со 1:0. Ние рековме дека тие беа поамбициозни, со поголема желба. Мислам дека како резултат на таа желба дојде ова нивноводство. Сосема го заслужија. Сега сме во очекување да видиме како ќе врати работнички на сетова. И до сега беа радосни, а сега се одушевени највачите на Тетекс е во тој момент. Уште еднаш одличен техничар, го надмудри противничкиот голман. Дејќи како игра во првото полувреме, мислам дека не претеа и не беа опасни погодот на Тетекс. Е уште една голема шанса и Сени нема тука офсайд и 2:0. Неверојатно за само 3,5, неполни 4 минути Тетекс постигнува два гола. Може би капитални во оваа финал. Одлично додавање на Ненад Мишковски. Многу празна потпора таму за доцнија во пробијањето по време на работнички. И Сени сам и ја завршува акција за 2 гола предност за фудбалерите на Тетекс. И по третот. Се надева нешто да направат, но конкретно не гледаме ништо и покрај двете замени што ги направи. Па е она рокада е ви гледате се више, значи Муарем е тој што е влезе на местото на Боби Божиновски негде централно напред Петковски, лево фактички отиде Фабио, десно е Синковиќ. Она формација што и претходно беше замена во имињата, меѓутоа еве сега шанса за трет гол, само да последно и Сени Стојановски. Мислам дека е веќе се готово, иако има 27 минути до крајот. 63-та, веќе почне да игра 64-та минута. Одлична акција која што најпрвен со глава се обиде да ја реши Сени, одбрани голманот Наумовски, но Стојановски, но влезениот во второто полувреме Стојановски од тешка позиција реши си мртов фагол, биеше прецизно за 3:0. Многу подобар пристап има на овој надпревар. И ова, мислам дека во второто полувреме и покрај 2:0 еве и трет гол, во ниеден момент не отстапуваат од својата желба да постигнат гол повеќе. Димовски е играч кој што знае да биде прикажливи. Еве го гледаме и Муарем, тука меѓутоа мислам дека тој шут ќе биде на Никола Григоров. Кој знае, може би со еден гол во една ваква ситуација нешто ќе се смени во односот на теренот, иако Тетекс има убедлива предност 3:0 и ја начекор до првиот трофеј во македонскиот фудбал. Да видиме. Точно сме на половината од второто полувреме, 68 минута.
Се прави позиција за Глигоров и еве гол. 3:1. Ова ќе биде на крајот и ефикасен надпревар. 3:1, веќе 4 гола за само 28 минути во второто полувреме. Никола Глигоров не изгледаше така силен овај шут, меѓутоа голманот Марко Јовановски не ја одби топката за да го смени драстично правецот, само малку. Ја мислам дека работнички во текот на надпревар одеше на вакви ситуации. Значи, од самиот почеток видовме една резервирана игра. Александар Стојановски од далечина беше непрецизен. Остана резултатот 3:1. Инаку Тетекс не е сомнено дека е клуб со голема традиција. Видно сега голема шанса е тоа за Синковиќ, го погоди голманот Јовановски и можеше да биде 3:2. Ново влезениот Тодоровски, меѓутоа непрецизен во додавањето. Беше да таа топка кон Филип Петковски. Ова последна, мислам, измена што е направил Работнички, видов Тунески изврне на странична позиција. Ево Синковиќ, може да биде опасно, само да го проследиме овој обид. Вратена топка, Муарем, чиста позиција, нема гол, ево го. 3:2. Неверојатно. Филип Петковски. Тоа е играчот што го спомнавме, Джокер, што знае вакви ситуации. Еве и оваа ситуација успеа. Еден корисен играч кој што во текот на сезоната ги решаваше вакви ситуации. Она што на почеток го рекол, значи Туневски како дефанзивен играч за обструкции е ставен на десна позиција. А мислам дека со влегувањето на Гоце Тодоровски Стратев се одлучи на еден играч кој што има еден добар удар. Една шанса имаше сепак Работнички за да го отвори резултатот, одбрани голманот Марко Јовановски по обидот на Туневски, имаше и 2-3 можности Тетекс. Во почетокот на второто полувреме со влегувањето на Стојановски се отворија многу опции во нападот на Тетекс. 2 гола за 4 минути, најпрвин Захариевски од пенал 47 минута, потоа Генци Сени 49-та, 2:0. Еве Тетекс слави прв триумф во нивната клубска историја во независна Македонија во своето прво финале во купот, во учеството против досега двојниот победник Работнички, кој што не успеа да направи хет-трик последниве 3 сезони, победа 3:2. Еве почна предмалку да ги споменувам стрелците, значи Захариевски 47 минута со пенал и Сени 49-та, 2:0. 3:0 зголеми Александар Стојановски во 64-та минута, Глигоров намали од слободен удар 69-та минута на 3:1 и Петковски 83-та минута намали на 3:2. Костов еве како завршен коментар на ова финале. Да, јас би кажал дека денес победи екипата која што можеби повеќе го сакаше триумфот. Екипата покажа поголема желба на Тетекс во прво повреме, почеток на второ повреме и нивната измена, еден поголем ризик со влегувањето на Стојановски да се запрети за противничкиот гол. Направи една огромна предност која што можеше со последната шанса да биде анулирана, меѓутоа мислам дека токму за тој еден гол и за таа желба што има денес го заслужи овој триумф и јас им честитам од срце. Јас ви честитам со шампионската титула со Ренова, Тетекс го освои купот, значи Тетово ги освоија двата трофеја оваа година во македонскиот фудбал за прв пат во историјата на македонскиот фудбал, двата трофеја одат во. Ви благодарам уште еднаш за честитките на мојот клуб. Мене ме радува што уште еден клуб од Тетово да зема таков трофеј. Меѓутоа морам да кажам дека тоа е резултат како резултат на едни вложувања, како во нашиот клуб, така и во Тетекс. Сите тие вложувања даваат резултати и јас би посекал да има што повеќе луѓе кои ќе вложуваат за да имаме поквалитетен фудбал и поквалитетен спорт. Еве сега ги поздравуваат фудбалерите на Тетекс на своите верни навијачи кои ги бодрија буквално од предпочетокот на надпреварот сите 90 минути, па така ќе биде и во овие свечени моменти на прогласување на победникот. Јас за крај би сакал стварно да ви се заблагодарам и ми беше чест да бидам заедно со вас да го прокоментираме ова финале и ја користам оваа прилика на Тетекс, на фудбалски клуб Тетекс да му честитам и нормално да му посакам подобро представување во фудбалска Европа. Благодарам уште еднаш, за гледачите информација дека на полувремето од ракометниот меч Литванија-Македонија ќе може да го проследат свечениот момент на доделување на пекарот и на медалите на учесниците на финалето. Пријатно.